Со свечено отворање во Домот на култура Илинден синоќа по 20 пат почна литературната манифестација Илинден 2019. Манифестацијата ќе трае до 18 мај, а граѓаните секојдневно ќе имаат можност да ги проследат културните настани кои се на овогодинешната програма на манифестацијата. Оваа манифестација и деновите на книгата во општина Илинден ги отвори градоначалникот Жика Стојановски, кој искажа голема благодарност на сите оние што придонесоа литературната манифестација Илинден да биде еден од промоторите на современите културни достигнувања во нашата земја, но и надвор од неа. Самото постоење на оваа манифестација веќе 20 години ни дава потврда дека сме на вистинскиот пат во насока на промовирање на современите културни достигнувања и негување на културата и културните вредности преку приближување на пишаниот збор до што поголем број читатели. Задоволни сме што успеавме да изградиме мост меѓу домашните и писателите од странство, при што размената на искуства е драгоцена за сите нас. Но исто така горди сме што токму литературната манифестација Илинден беше место за многу млади автори да ја доживеат својата афирмација, истакна градоначалникот Стојановски. Исто така Стојановски им искажа голема благодарност на сите оние што придонесоа литературната манифестација Илинден да го стекне реномето што денес го има. Посвеченото отворање на манифестацијата по повод 80 годишнината од излегувањето на 10 словенски јазици беше промовирана стихозбирката Бели мугри од Кочо Рацин. Беседа за авторот и за ова вонсериско ремек дело одржа професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, а стихови од Рацин се читаа на македонски, хрватски, бугарски, чешки и руски јазик. Свеченото отворање на 20-та литературна манифестација Илинден 2019 беше збогатено со настап на Драган Мијалковски, кој со неговите евергрини се погрижи за убавото расположение на присутните. Во рамките на манифестацијата во Домот на култура Илинден до 18 мај се одржува традиционалниот саем на книгата под мотото Денови на книгата, каде што посетителите можат да најдат богат избор на книги.